5 средношколци од средното општинско училиште Димитар Мирашчиев од Штип изработија паметни дуксери со цел да помогнат во борбата против загадувањето. Наместо само теорија, тие засукаа ракави и направија конкретно решение. Преку заедничка работа и нов начин на размислување, покажаа дека и младите имаат што да понудат. Велат идејата е да се создадат практични производи што ќе ја штитат животната средина. Директорката Марина Варадиновска, но и професорите од таму, останаа горди на своите ученици. Денеска во средното општинско училиште Димитар Мирашчиев од Штип се организира отворен ден за презентација на зелени иновации, тоест изработка на учениците паметни дуксерици кои што ќе имаат за цел детално да ви ги презентираат и да кажат како и на каков начин тие ги изработија, колку време им беше потребно. Учениците од ова текстилно училиште велат дека се задоволни од крајниот резултат. Како што кажа, им било интересно, затоа што научиле нешто ново, а тоа ги поттикнало да размислуваат за нови идеи на нови полиња. Една нова програма по една нова методологија на дизајнерско размислување, програма за социјални иновации, во која се вклучени или е наменета за млади, за ученици, кои што ќе решаваат конкретни проблеми од областа на животната средина и климатските промени. Целта е ние да допринесеме за зачувување на животната средина, за намалување на загадувањето и да дадеме еден мал допринос до чистата и здрава животна средина која како таква сакаме да оставиме на следните генерации. Учествуваат 5 ученици собрани во еден тим со назив 5+, и тие ја помина целата оваа програма со сите нејзини сесии по утврдената методологија. Ова беше нешто ново за нас, нешто што до сега не сме го имале во нашата програма и ни беше искрено интересно. Значи ги изработувавме дуксерите, учевме нешто ново, бевме инспирирани да размислуваме на нови идеи, на нови полиња, така да супер си поминавме. Инаку настанот се одржа во просториите на училиштето, а присуство и поддршка имаше од локалната самоуправа, како и од представниците на останатите општински училишта од градот.